Македонија изобилува со спортски таленти и верувам дека кога би им се дале и светски услови за работа, би биле и светски шампиони во многу различни категории затоа што талентирана е нацијата. Еден од таквите таленти е Матеја Ефремовска, дугогодишна атлетичарка, која што ја имаме во утрински брифинг како гостинка утро. Добро утро, Матеја. Добро утро, благодарам за прекрасната најава. Бидејќи и ти и останатите спортисти, како што и реков, заслужувате такви најави. Атлетика е нешто што се стартува од рана возраст или, бидејќи претпоставувам, се развива брзината, се развива она што би се рекло издржливоста на телото да се надпреварува на подолг временски период на едно такво трчање кое што секако е поинакво од обичното на еден обичен човек, така да атлетиката се негува од која година? Кога треба да се започне со атлетика? Па, како и за секој спорт, исто и за атлетиката. Што порано се почне, тоа подобро. Според мене, јас сум почела на 12 години, што веќе некако е доста касно. 6-7 години е некоја добра возраст за почнување. Меѓутоа, кога велиш дека на 12 години било доцна, тоа не те спречува да ги постигнеш успесите како во домашното првенство, така и надвор. Ајде малку повеќе околу Матеја Ефремовска. Имаше ли претходни спортови на кои што беше фокусирана и што е она што во македонските надпреварувања можеш да го издвоиш за себе? Пред атлетика да тренирам, немам ништо посебно тренирано, сериозно. Уште од малечка сум се посветила на атлетиката, едноставно сум сакала да тренирам, но во тој период се уште немаше во Куманово атлетски клуб, така да морав да чекам некој период за да се создаде клубот. Според тоа, значи секој може да го постигне тоа се што сака, доколку вложи труд и доколку верува во остварување на своите соништа. Јас сум учествувала на многу државни, на многу меѓународни надпревари, но според мене најзначајно и најмногу што ми остава впечаток и во паметење ќе ми остане е тоа што кога ќе поставам некој државен рекорд. Так. Тие моменти никогаш не можеш да заборават, затоа што во тој момент се чувствуваш не знам, неверојатно. Да. Бидејќи едноставно го постигнуваш тоа што никој претходно го нема постигнато никогаш. Конкретно имам поставено државен рекорд, младински државен рекорд во трискок, младински и државен рекорд сениорски во фрлање диск. Фрлањето диск е исто нешто што се учи додека се тренира атлетиката или треба да пројави човек желба? Фрлање диск, јас што знам од фрлање диск е оние часови по физичко кои што ни ги дава во средно училиште, па фрлавме дискови, не можевме да фрлеме ни пола од оној просек кој што треба да се фрли на едно надпреварување. Да, за дискот треба многу специфична работа, многу специфични подготовки, вежбање на техника, иако изгледа многу едноставно, но воопшто не е едноставно. Многу пати додека тренирав, бидејќи тренирам покрај училиште, и ќе додат многу поголеми и посилни машки од мене. И само кога ќе пробаат да го фрлат, не можат ни 10 метри да го фрлат. Јасно. Тогаш сваќаш дека техниката е многу важна. Матеја, бидејќи оние веб страни, морам да кажам дека генерално кога се работи за спортските федерации во Македонија, некако им се закочени веб страните на сите, па нема многу информации. Не се ажурираат предстојните надпреварувања, не се ажурираат тековните информации. Се уште си во Кумановскиот атлетски клуб? Да, се уште сум. Што се прави во моментов со сите оние клубови кои што
се надпреваруваат барем во домашното првенство, а во поглед на атлетиката со оглед на ковид пандемијата? Па оваа сезона може да се каже дека надпреварите беа доста како да кажам, многу распоредот беше на надпреварите многу стеснет, едноставно во еден краток период многу надпревари се одржаа. И не знам, тоа мислам дека малку и влијаеше на квалитетот на надпреварите. Но останато исто така во Скопје атлетскиот стадион воопшто не дозволува да се тренира таму, што доста влијае на многу атлетичари да не може да тренираат, едноставно немаат услови за тренинг. Исто така тоа влијае на перформансот. И во такви... Дека јас имам среќа нашиот стадион во Куманово секогаш да е отворен, така да имав можност да тренирам повеќе од останатите, да кажам, во Скопје што се атлетичари. И како одржуваат форма останатите атлетичари? Нели дел од нив треба да праќаме, всушност да се стремиме да ги праќаме на олимписки игри, на квалификации за олимписки игри, на меѓународни надпреварувања? Па во Македонија во главном се како импровизирано, да кажам, бидејќи немаме ни затворена сала, атлетска сала. Сите тренираме во обична сала, што не е воопшто иста. Треба специфични услови. Јасно. А во Куманово се чини дека доста атлетичари има? Па има. Ние повеќе работиме на квалитет нашиот клуб, отколку на квантитет. Гледаме да имаме повеќе подобри резултати отколку повеќе атлетичари. Подобри резултати. Токму зборувајќи за условите ми се потврди и онаа теза дека нам ни фалат секако многу подобри спортски услови за поголеми успеси. Бидејќи да завршиме разговорот, бидејќи сме некаде при крај, Матеја Времовска, за крај некаде можеш ли да ни раскажеш за твоите години поминати во Кина? Тоа беше нешто професионално, нешто каде што земја каде што тренираше, знаете, Кина сега е во фокусот на јавноста со оглед на пандемијата, меѓутоа секако дека нуди повеќе можности. Ако бевте таму професионално, може да зборуваме, ако е приватно, да го завршиме разговорот. Па тоа беше повеќе приватно, односно таму сум на студии и да не се случеше оваа ситуација, сега би била се уште таму, а се надевам дека наскоро ќе се вратам. Секако, иако таму студирам, имам доста добри услови за тренинг. Може да се каже дека на секој универзитет има стадион, има неверојатни услови за тренинг. Дозволуваат странец да се надпреварува во нивните првенства? Па не, има само многу е тешко да се дојде до такви информации, бидејќи Пекинг е огромен и еднаш се обидов да одам во една сала, не дозволува да се никаков пристап, мора да имаш некои термини, не знам, доста се ригорозни околу тие работи. А има универзитетски надпревари и такви на пониско ниво, да кажеме, не на држава. Добро, Матеја Времовска е една од нашите поуспешни атлетичарки. Јас ти благодарам за одвоеното време. Ти посакувам понатаму нови рекорди и секако ако е замислата да се надпреваруваш во Кина, односно таму да продолжиш со атлетика, среќно. И благодарам. Имајте убав ден.